Здраво, ова е 285-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Full Time на Ерик Гравел, во кој станува збор за Джули Рој, глумена од Лори Калами, која работи како собарка во хотел во Париз, со 5 звездички, а живее во предградието на градот. Добива можност за интервју за подобра работна позиција, за која нема да мора да го негира нејзиното стекнато образование, меѓутоа подобрата позиција се појавува во миг кога штрajкуваат возачите на јавниот превоз во Париз и во дадена инстанца невозможно е физички да пристигне на работа во хотелот, а не пак на интервју за другата позиција, или пак во својот дом, пристигнувајќи во ноќта за да ги види нејзините деца. Понекогаш дури и преспива во мотел во Париз, меѓутоа таа поставка со негодување ја прима негователката која ги чува нејзините деца. Од документарниот филм Where to Invite Next од 2015 година на Майкл Мур, научиме дека Франција може да се пофали со беспрекорен систем за згрижување на најмладите во градинките, па дури и доаѓаат негователки во домовите да бидат од помош на семејствата со мали деца од страна на државата. Очигледно дека семејството на Џули е заборавено во тој процес, бидејќи таа е препуштена самата на себе си, не само да се грижи за нејзините деца, туку тоа да го прави додека јавниот превоз во Париз е хендикепиран, доведувајќи во ситуација да бара помош од најблиските и најдалечните. Дел од нив сочувствуваат со нејзината ситуација, но не сите имаат разбирање за нејзините екзистенцијални проблеми, со гледба која говори за ерата на себичукот во кој живееме денес. Штрajкувањето на возачите во Париз е елоквентно на регулаторното невозење на линиите на ЈСП во Скопје, на кои ретко кога може да се потпрат вработените на нив дека ќе може да ги одведат и вратат од работа, посебно тие кои живеат во приградските населби, како во случајот со филмот, така што францускиот кошмар е македонска реалност. Потребна е помош и разбирање од колешките кои треба да ја заменат на работа за да може да дојде на интервју или во својот дом. Сепак два различни системи на работа се опрашање кои бараат засебна посветеност и професионални предизвици. Џули свесно ги прекршува правилата на работа во хотелот само за да може да оди на интервју за ветувачката позиција, што консеквентно во причинско-последичната врска во еден филм се разбира дека треба да има катастрофални последици за неа. Филмот го следи екземпларот на дела во кој прикажана е неповолноста за реинтеграција во работната професија на мајката, која го посветила животот да ги изгледа нејзините деца и нема да има време на располагање за да продолжи да го дава своето внимание исклучиво на нив доколку сака да опстојат. Со оглед на тоа што поранешниот сопруг е надвор од рамката на семејниот портрет и тешко може да се дојде до неговата алиментација, трошката грижа од соседот ја преточува за повик на љубов и самата Џули, водена од оча или потреба за блискост или помош од каков и да е облик, која нема да умее да ги искомуницира своите потреби со соседот. На дофат е успехот, ризикот е огромен, но гледачот дотогаш веќе е сраснат со ликот, чија што агонија ја гледа во секој кадар, така што навивањето да успее се подразбира дека ќе произлезе од потребата за среќен крај на мизерниот живот. Сцената со позадинскиот рингишпил содржи корисно визуелно решение за засилување на солзите радосници во епилогот. Филмот можеше да резолвира многу побезнадежно и фаталистички. Исчекувањето се пролонгира од неодговарањето на повиците кои би го промениле животот на подобро на Џули, живот кој не баш секогаш доделува убави карти, посебно кога настануваат ненадејни и несакани повреди на најмилите. Исцрпувачкото темпо подразбира дека ќе има викенди кога телото само по себе ќе биде проблематично да се подигне надвор од креветот затоа што тестирани се границите на неговата издржливост. А кога е во прашање трамполината, не треба многу за да премине од играчка во плачка. Од автостопирање на непознати и патување секој ден со нив, преку автомобили, камиони, автобуси и возови, Џули се бори секој ден да пристигне од дома на работа со постојано доцнење предизвикано од масовниот штрајк во Париз, за во мигот кога ќе биде отпуштена да се најде во некое чистилиште во стадиум на неизвестност, каде го надзира патот на пропаста, каде социјалните служби би ги одземале децата од неа и патот на просперитетот, каде може да се погледне себе си како работи во канцеларија со своите нови колеги и патот кој подготвена е да го оди за да ги избегне останатите, односно да работи како касирка во маркетот, бришејќи ја нејзината магистратура од CV-то, само за да
имаат што ја незините деца, кои секако дека имаат право на безгрижно детство, како и нивните врсници. Не сите по ковид пандемијата може да работат од дома. Музиката, неретко наградувана на филмските фестивали, е работена од Ирене Дресел, која содржи синтвейв, кој соодветствува на постојаното трчање на протагонистката од едно превозно средство на друго, за да го преслика во синтетички звук за брзаниот пулс на ликот кој крстари низ вените на денешниот Париз. Монтажата на Матилде ван дер Мортел, монтажерката на Мустанг, која асистираше во монтажата на Доре, си има докажано дека умее да склопи целина од повеќе протагонистки со преплетени приказни, но уште подобро сосредоточува наратив со една протагонистка која ја има во секој кадар. Има монтажни секвенции во кои се доловува експедитивноста и ефикасноста која треба да ја поседува пред се екипата на соварки. Директорот на фотографија е Виктор Сегуин, кој ја снима на рака протагонистката додека се обидува да се префрли од еден во друг автобус, уловувајќи ја во кадарни столпата, прави и дистинкција во палетата на боите не само на релација град и село, туку и работата во хотелските соби и канцелариското синило. Има голем број на модерни филмови во кои се имплементира механизмот за очкување на невидливата временска бомба, за која се запознаени само протагонистите во филмовите и гледачите, и неминовна е таа интимна поврзаност и емпатија која прераснува дури во навивање за да успее протагонистот изложен на сизифовски предизвици во згрбчувањето на подобриот живот, што претходно било случај во суровите филмови на браќата Дарден, Two Days One Night, L'Enfant и Розета, како и во последните филмови на браќата Савди или пак 4 месеци, 3 недели и 2 дена на Мунџио. Наспроти, филмови со самохрани мајки кои се обидуваат да обезбедат подобро едни на занимите деца во Ама од 2021, The Justice of Bunny King истата година, Domestic Life од 2013, A Thief's Daughter од 2019, фамилијата во незавидна економска позиција во Sorry We Missed You од 2019, така што има мал милион на филмови кои ги ставаат протагонисти пред свршени чинови во кои ќе се вброи новиот филм на Ерик, со тоа што ќе се издвои поради вештото задржување на вниманието на гледачот поради својата тензичност. Режисерот Ерик Гравел ја започна својата филмска кариера во раните 2000-ти, снимајќи неколку интригантни и инвентивни жанровски потфати, елементи на креативност кои денес се комплетно занемарени во неговата филмографија, а би можеле да ги забележиме во делата на еден Квентин Дупие или па во кратките филмови на Даниеловците кои го сними Everything Everywhere All at Once. Еден од уникатните филмови на Ерик е краткиот СНТ Кан Рев, тоа беше само сон од 2004 година, во кој едно момче се буди од кревет, оди во бања и гледа дека има трето око на челото и се буди повторно, има нов израсток на лицето и при секое востановување повторно се буди, понекогаш дури и умира, ама секогаш се буди од сон во сон со еден бескрајен надреален циклус. Не избегнува и од надреализмот во краткиот Иу Бој од 2007 година, во кој едно момче од раѓање облеано е од река Поти поради оваа аномалија живее повлечен живот, додека не ја најде вистинската девојка, која ќе ракува со водоотпорни работи и ќе го одведе на ветровита куќа, докажувајќи дека љубовта секогаш наоѓа начин. Во 2010-тите работи и како директор на фотографија, но исто така го режира првиот долг игран Креш Тестагле во 2017 година за една жена која се поистоветува со нејзината работа, односно таа е најзначаен двигател во нејзиниот живот, тестирајќи автомобили во сообраќајни несреќи. Штом од фирмата одлучува да се пресела со седиште во Индија и таа одлучува да смогне сили и започне патешествие за да се пресели таа во таа држава. Жена која е израсната во неодговорно и нестабилно семејство, која единствената удобност во постоењето ја наоѓа во безбедносната регулатива и протоколи на работата, односно првиот филм на Ерик во кој се стави на тест приватниот живот поради невозможните работни обврски кои го диктираат слободното време во борбата за екзистенција, поставувајќи ги прашањата до каде се подготвени женските ликови да одат за да ја задржат работната позиција, конвенција која исто така е ставена под прашање и во неговиот нов филм. Небаре Креш Тестагле е подготовка за него. Сепак би сакал да погледнаме на враќање на началата на реалната сатира со која започнал Ерик, наместо исклучиво да пресликува тешки одлуки од реалноста на самохрани мајки. Доколку не ве придобие Џули со незината растрчана изведба, тогаш ќе бидете заробеник на филм во кој таа раководи со секој кадар и нема простор за развој на споредните ликови во ова дело, слепо пресликувајќи ја неповолноста на реалноста, без значителна драматуршка или дијалошка естетизација
визуализација, роварејќи низ каноните на социјалната мелодрама, односно социјалниот реализам со трилер елементи. Филмот имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал пред 2 години, освојувајќи ги лавовите за најдобар режисер и актерка во селекцијата Хоризонти, а потоа играше во Женева, Гетеборг, доби Special Mention во Љубљана, играше и Истанбул и Пекинг. Филмот има многу копродукции, вклучувајќи и Канал Плюс, го дистрибуираат Music Box Films, меѓутоа многу доцна заврши на стриминг платформите на Amazon и Apple, а на нашите фестивали не сум сигурен дека беше селектиран. Барем јас немав можност да го гледам на некој од нив. Филм за самохрана мајка која секојдневно се соочува со мноштвото на предизвици кои мора да ги надмине за да обезбеди подобра иднина за нејзиното поколение, за да не мора децата да поминуваат низ истата агонија како и нивната мајка, при тоа загрозувајќи го изворот на финансиски приход и изложувајќи се на стисокот на сиромаштијата. Една од многуте жртви на експлоататорскиот капитализам, жртвувајќи го приватниот за професионалниот живот. Ако мора да го евалуирам, тогаш фултайм од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 285-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот, посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!